Власта залудно инсистира дека сега бил моментот за членство во Европската Унија. Патот ќе биде многу тежок и по евентуални уставни измени. Реформите како домашни, така и во Брисел ќе бидат клучните за евентуалното проширување на ЕУ, а не внесувањето на бугарите во уставот, сметаат познавачите. Поранешниот амбасадор на Македонија во Бугарија, Маријан Ѓорчев, за Алфа вели дека една е реалноста која ни ја представуваат тука во Скопје, а друга е реалноста во Брисел. Не треба да брзаме. Јасно е дека реформските зафати, структурните реформи се клучни во сите области за да можеме да се надеваме за наше побрзо пристапување кон Европската Унија, а желбите се нешто друго. Значи едно е политиката која што се води во нашата држава, а друго е реалноста. Реалноста покажува дека процесот на проширување е во стагнација и се бараат сериозни реформи внатре во Унијата. Тоа веќе го навести Макрон уште на 17 октомври 2019 година, сега само го препотврди. Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека ова е враќање во реалноста која не ја кажуваат нашите власти, а тоа е дека реформскиот процес е најважен. Според него македонските власти слободно може да си веруваат дека ќе станеме членка до 2030-та, но никако не смеат тоа да го ветуваат. Европската комисија не врати во реалноста, не втемели дека сепак мора тоа да биде еден merit-based систем, значи најмногу ќе зависи од реформите и од напредокот на земјите. Така да таа цел од 2030 година може да се гледа само како една цел, меѓутоа никаква гаранција ниту ветување. Николовски вели дека ова не е порака само за Македонија, туку и за другите земји од Западен Балкан. Билатералните спорови не се најважните за ЕУ. Тоа не е само за нас потсетување, туку и за другите земји од Западниот Балкан, дека мораме да се вратиме на реформите и да дадеме еден поголем фор, би рекол, и поголеми напори во таа смисла. Секако тука би помогнало и доколку почнат да се отвараат кластерите, затоа што тие реформи би биле на еден многу по-структуриран начин за разлика од сега. Студениот туш за Ковачевски и неговите колеги првично пристигна од францускиот претседател Емануел Макрон, кој порача дека Унијата тешко издржува со 27 членки, а уште потешко ќе биде доколку се прошири, а после откако Европската комисија го одби предлогот на првиот човек на Европскиот совет Шарл Мишел, Европската Унија да се прошири до 2030 година.